Добродојдовте во уште еден подкаст Мирисот на книгата. Во овој подкаст најубавиот мирис од сите мириси. Мирис на среќно дете кој спокойно заспива после прочитана приказна, оти многу е тешко да бидеш среќен човек без среќно детство. Да си автор на приказни за деца, мора да имаш суптилно и волшебно перо преку кое гласот на децата, родителите, животните, растенијата комуницираат со читателот, давајќи му еден сликовит аранжман од ликови настани од нашето секојдневие. 51 расказ со сите можни нијанси на емпатија и љубов кон животот. 51 аманет за детето кој расте во човек полн со љубов. Роден во Штип, но веќе 15 година активен општествено ангажиран скопјанец, преведоч од турски на македонски јазик во Здружение за наука и култура Скопје, лектор по македонски јазик и еден од авторите на дигиталниот речник на македонскиот јазик. Влюбеник во книгата, чии писанија се високо вреднувани од издавачките куќи ширум Македонија. Добитник е на 10 награди, од кои најмногу се радува за првото место за поетската творба Афродита на литературната манифестација Охридијада 2018. Прва награда за најдобра поетска творба под наслов Љубовта е најубава на поетската манифестација Гордана Коцева 2019. Награда за убав стил на пишување поезија на литературната манифестација Охридски бисер на поезија 2019, диплома за најдобар расказ под наслов Нека играат децата на меѓународната манифестација за литература, уметност и култура Планетопија. Збирка раскази која доби наградата Книга на годината на меѓународната литературна манифестација, од неоднама застапен и во учебникот по македонски јазик за 4-то деление со дел од расказот убавиот збор Железни врати отвара од книгата Нека играат децата. Добре дојде за Денис Бојаров. Добре те најдов, Тања. Ти благодарам за обсежната најава. Ти ги имам гледано речиси сите емисии, секогаш знаеш да бидеш детална, да бидеш одговорна во она што го правиш. Чест ми е што сум тука. Исто и нас, јас да ти кажам искрено, прв пат кога отидов да купам книга, барав литература МК, тогаш се запознавме, барав нека книга од Томислав Осмалин или тогаш беше и стапивме во една спонтана комуникација, па земав книги кои нели се донира за земјотресот во Турција и така беше убав еден начин и во Сирија, така е, еден убав начин да размениме една позитивна енергија за да дојдеш да бидеш гостин во Мирисот на книгата. Нека играат децата е книга која е всушност за возрастни, еден параболичен начин преку читање на литература за деца да се очита лекција на возрастните. Токму така. Си внимавал на двете генерации. Токму така. Од секоја сакав да напишам книга која што ќе ги спои и родителите и децата, да можат нели и родителите да го зачуваат, да го чуваат детето во себе, така што кога ги чуваме децата околу себе, го чуваме и детето во себе. Така што се надевав дека ќе успеам да напишам раскази кои што ќе можат на еден начин да бидат прифатливи и за децата и за родителите, да може може секој да се извлече поуката од книгата. Убаво напиша за тебе Фросина Пармаковски и професор Венко Андоновски, само малку сакам да прочитам, оно што е особено впечатливо за расказите на Бојаров е умешноста за обраќање директно кон емоцијата на читателот, кој ги препознава ликовите од нашето поднебје и настаните што може да бидат и туги и на нашите блиски, лично наши и на авторите и на скажувачите. Вели Фросина Пармаковска. Професор Венко вели Денис Бојаров несомнено ги освојува симпатиите на родителите и децата, но и воопшто на семејството и на човекот како зрело и разумно создание. Вешто мајсторски и префинет стил пишува за потесното и поширокото семејство на начин што никој досега не пишувал. Тоа е интригантното и убавото е што на моменти ми наликош баш на ние познати романите Малиот принц на Сент-Екзюпери, каде што нели ние се мислиме читаме нешто за деца, а всушност сме прочитале нешто од нашето секојдневие на возрастните луѓе. Еве да речеме гордоста. На каков интересен начин успеваш да објасниш на децата што е гордоста? Вели сгрешив, порано мислев дека не е потреба се гордееме со нашите биолошки предиспозиции. Созрав и сватив дека е сосема легитимно да бидеш гор македонец или албанец, горда жена или лесбика, горд црнец или азиец, горда горди, да се роди со случајна ознака на природата, значи дека природата те одбрала тебе, а не обратно. Да бидеш 100% пол или четвр евреин во национистичка Германија во времето на Хитлер било опасно по живот,
а не пак да бидеш горд евреин. Така е, не секогаш едноставно да бидеш и горд македонец. Така е. Горди сме во денешно време на многу работи и треба да бидеме горди, затоа што никој не се раѓа, како што веќе прочитавме, со биолошки предиспозиции. Така што кога еден ден ќе немаме причина за гордост, тогаш ќе престанат веројатно и сите предрасуди и сите осуди, како што доаѓаат за сите овие работи што ги спомена и ти. Се надевам дека поуката ќе може секој да си ја извлече, да не осудуваме, да не тргнуваме со предрасуди, да не дискриминираме никого. Јас во однос на дискриминацијата имам напишано веќе неколку раскази во книгата, од кои тоа се вистините случаи кои што ми се случиле или мене или на мои пријатели во секојдневието, но гледано од еден несекојдневен аспект на нештата, така што би сакал моето видување да влијае кај другите. Во однос на Малиот принц, како што спомена пред малку, многумина така ја споредија книгата со Малиот принц. И Джонатан Ливингстон, тоа се тие дела кои буквално како за мали, а всушност се големи филозофски. Јас сакав да напишам книга за малите нешта, кои што всушност се големите нешта во нашиот живот и затоа што ги доживуваме секојдневно. Нашето семејство, нашите деца, нашите родители се работите кои што навидом изгледаат мали, а трошиме најмногу време со нив и треба тоа време да се троши квалитетно. Оно што впленува е што еден од расказите веќе влезен во учебник за 4-то деление, убавиот збор Железни врати отвара. Токму така, тој расказ го напишав јас како дете всушност, 7-о одделение бев, така пишува на самиот расказ. И сметав дека можеби бидејќи одскокнува од самиот концепт на книгата, сметав да го тргнеме тој расказ од книгата, меѓутоа уредникот кој што има клучна улога во секоја книга, верувајте, не смее да има книга без уредник, ми предложи да остане тоа да биде печатот на самата книга. Јас реков, добро, зошто да не, да пробаме, нека биде печатот и токму тој расказ, без да бидам и јас претходно нити инволвиран, нити информиран, ниту самиот издавач, најнаш се најде во учебникот по македонски јазик за 4-то одделение. Благодарение на тој расказ, во денешно време многу наставници од многу училишта низ цела Македонија ме викаат на час да присуствувам кога се обработува мојот расказ и верувајте, односно знам дека вие знаете дека да се работи со деца, да се биде во присуство на деца, особено во училишна атмосфера е благослов. И таа е убава мисија да одите по училиште и со децата директно интеракција да имате. Ова е расказ кој треба да го има во сите учебници и ние учителките да си го препрочитуваме пред да почнеме, но и ние родителите. Во секоја куќа да има, во секој семејство кој што има деца и мајката и таткото и бабата и дедото сите да го прочитаат расказот да се препознаат. За кој расказ конкретно? Убавиот збор Железни врати отвара, како после тој убав збор детето се менува. И кога нели повели. Да, токму така. На училиште кога и да го прочитаме, бидејќи се работи за дел од расказот, ги има сите тие убави зборови. Децата навистина знаат да бидат креативни, смислуваат сами своји кованки, сами своји изрази, доаѓаме некојаш до комични, но доста интересни работи, од типот на кога ќе ги прашам кои се убавите зборови што ги слушате вие дома од вашите родители, баби, дедовци? Што велат? Најчесто одговара со душо, со принцезо, со јунака, со такви некои довикувања, но има и такви кога ќе ги прашам кој збор кога ќе го чуете дома ве радува, има и такви што ќе кренат раца. Јас пица кога ќе слушнам, најмногу се радувам. Меѓутоа, да, постојат и такви креативни решенија на учениците, што мене особено ми се допаѓаат. На нас возрастните никогаш нема да ни текне дека можеби, ете, салата мајка ми која ќе рече дома, дека тој збор мене асоцира нешто убаво. Асоцира на убаво и дека ме радува. А не на грашо, како што беше нели на Сомалија со грашокот. Запомнете, нашите мисли стануваат наши зборови. Нашите зборови се преточуваат во наши дела. Ние сме нашите дела. Најсовршеното човечко суштество е всушност детето. Токму така.
И ова е последниот како поента наративот од расказот на едно дете од седмо деление, тоа си ти кога си бил Тоа сум дете. јас, ако се сеќаваш на времето, можеби и сега, ти си се уште професорка, кога пишувавме писмени задачи по македонски јазик, ова беше една неминувана тематика. Темите, да. Коренот ме цврст во земјата, гранките кон небото, на убавиот збор. Значи, и самите ученици кога ќе присуствувам на час, некои од нив изработиле дрво со корење на дрвото, па како доаѓаат убавите зборови преку коренот, па преку стеблото, гранките. Значи беше многу убави подароци имам добиено такви од децата и нивните креативни наставници. Во еден расказ, сега не знам кој беше наслов, многу убаво пишуваш како таткото немал време со своето дете да се игра. Мајката била... Нека играат децата, да. првиот расказ. Да. Нека играат децата. Мајката била малку пака попринципиелна и сметала дека децата треба секогаш да се критикуваат, да бидат одговорни, да ги завршуваат домашните задачи, да бидат уредни, меѓутоа кога таткото ќе почне да се игра со детето како што треба да се игра, нека играат децата, детето се сменува и станува попитомо, покротко, веќе нема таа агресија во училиштето, да дури наставниците ќе забележат. Сметаш ли дека начин да се спасат овие наши деца од агресија раѓа агресија се читањето на книги? Не само читањето книги, туку и социализација, првенствено меѓу децата. Децата во денешно време се многу отуѓени од другите деца. Со децата се гледаат можеби само на училиште. Во наше време ние бевме на улица, поголемиот дел после училиште. Да бидам искрен, и јас бев меѓу нив, доаѓаме од училиште, го фрламе ранецот и веднаш се фаќаме за играта. Дали тоа ќе биде скокање јаже. Пред некој ден присуствував на час каде што една ученичка раскажуваше за својата мајка како они на времето скокале на јаже, еден човек стоел од оваа страна, друг човек од другата страна, па го вртеле јажето и еден човек скокал во средината. Тие работи веќе стана архаизми за децата, што можеби еден ден можеме да им го покажеме на видео. Како во музеи, стари игри. Како сме играле. Порано сме рипале на јаже, тоа е игра која што можеме и денеска да играме и доста забавна. Може и џамли да игра децата, меѓутоа не знаат ни шлајка што ни да направат, ни заборавени физички активности од аспект на социализација. Сега социализацијата е сосема друга. Децата се затворени дома, компјутерите се веќе дел од нивните игри, меѓутоа компјутерите се веќе застарена техника за нив, па почнаа на мобилните или на таблет нешто или да играат или да гледаат и буквално живеат во виртуелна реалност наместо во вистинска реалност. Повеле. Така што во тој расказ каде што таткото забележува дека детето има слаби оценки, забележува дека детето е повлечено во својата соба, седи на компјутер, игра игрички, решава еден ден да ја земе топката, да го викне детето, да го покани надвор на игра, да види дали има некаква... Сладко да се изиграат со 2-3 часа, а тоа го наблюдувале и другарчињата негови од соседните куќи. Излегле и тие играле ден, 2-3, една недела. За една недела човек може да се смени може да смени многу работи. За една недела добиваш нови другарчиња, добиваш нова мотивација и за игра и за училиште. Така што на детето може да му се смени односот и во училиште, како што му се менува на нашиот ученик, на нашиот протагонист во приказната. Се менуваат многу работи. И луѓето, ние сме... Треба да му дозволиме на детето да биде дете и да се вклучиме во детството на детето. Затоа што ако ние го оставиме детето само да се го живее животот, само да се го живее детството, не сме се вклучиле во процесот. Во процесот на растењето на детето, бидејќи кога детето ќе порасне, ние тие спомени ќе ги немаме. Ние ќе ги имаме спомените, работев за да може моето дете да има добра иднина, меѓутоа работам за кого? Кога јас немам време дома со децата да се играм или да му посветам внимание. Сосема ги разбирам и родителите, доаѓаат од работа, немаат доволно време, уморни се,
стресен е животот, меѓутоа кога двоиш време за детето, одвој го времето, биди со детето, не седи на телефон. Па најдобрата инвестиција е капитал која вложиш во децата, така што на нас родителите ќе ни се врати еден ден времето кое сме го поминале ангажирани покрај нашите деца и многу симпатична приказна, буквално треба секој да прочита од нас возрастните, па да ме препрочита и да ја применува во воспитниот процес кон своите деца или воспитно-образовниот процес во училиште секако. Овие деца како некако пребргу да ги созреавме, да остареа со целиот овој периоди, со вирусот, со затвореноста на децата, оставањето предолго пред компјутери, како да станаа стари мали, мислат дека знаат се и дека имаат самодоверба. Меѓутоа напротив, многу се ранливи и таа самодоверба ја губат кога ќе се најдат во живо, во социјални услови, еден покрај друг за да си ги измерат своите вредности. И тука има еден таков расказ, самодоверба. Кога бевме деца имавме 100% самодоверба. Не ни беше гајле како бевме облечени, дали ни виса стомаците или дали за тоа треба да добиеме пофалби. Денеска си згоден, многу ти стои мичката, баш ти сладка со кики, дај ти го бакнам стомачето, колку убави зборови имаше. И потоа некои работи се менуваат. Некој на игралиште, на улица, на училиште ќе ти каже нешто злобно и кога ќе пораснеш, почнеш постојано да се сомневаш во себе, во својата самодоверба. Колку што убавиот збор железни пороти отвара, така и самодовербата. Лошиот збор многу повеќе се памети. Непријатностите многу повеќе се паметат отколку убавите зборови. И ова на еден многу симпатичен начин го пренесуваш за да сватат децата и да сватиме ние, сите возрастните, дека зборовите имаат моќ и дека делата исто така имаат моќ. Токму затоа треба да внимаваме како, што и колку зборуваме, да имаме и култура на говор. Тоа во денешно време многу недостасува. Ние ги слушаме соговорниците само за да им вратиме, не да ги разбереме и да воспоставиме вистинска комуникација. Се надевам дека ќе дојдат некои поубави времиња, ќе дојдат некои подобри вредности, морални. Се потрудив јас со книгата, ќе се потрудиме и понатаму. И во иднина планирам, ова е мојата можеби комфортна зона на пишување. Зборувам за самата тематика, децата ми се комфортна тема за пишување. Тоа ми дојде некако спонтано, едноставно, веројатно таков карактер сум, таков тип... Природно излегува. Да, природно ми доаѓа, такви се и моите раскази, природни од секојдневниот живот. Треба да продолжиш, оно што може да забележим, имаш таа моќ на таков еден начин интересен, приемчив, да вршиш еден индиректен начин на воспитување на читачите. Значи, читачот како чита, веќе може да се превоспита од тоа што го прочитал и особено можеш во тие твои наредни писања да најдеш начин како да се избориме сите ние возрастните со децата кои се буквално не можеме ги откорнеме од Facebook, од Instagram и од тие начини на комуникација преку тој виртуелен свет кој забележуваме сите, меѓу нив раѓа и недоверба, губење на самодоверба, децата се повеќе се хейтаат и тоа е нешто што верувам дека ти си го забележал. Промената доаѓа од родителите. Мене многу пати родителите кога ја прочитале книгата, знаат да ме најдат на социјалните медиуми. Имам и такви што ми пишувале имејл бидејќи ми е оставен имејлот таму. Јас се изненадувам од реакциите бидејќи не очекував толку многу реакции на самата книга, меѓутоа едни од најчестите реакции се тоа што кога ја завршив книгата, веднаш го земав телефонот и се јавив на мајка ми. Само да ја чујам гласот, да. Да ги цениме, да, тоа се луѓе кои што нас најмногу не нервираат, но најмногу ги сакаме. Тие што ги сакаме, нормално е да имаме секаков тип емоции према нив, но емоциите знаат да се контролираат, барем оние да не ги полеваме со водичка негативните емоции, да дозволиме по-емпатичните емоции да владеат со нас и со луѓето. Зашто не? Но во секој случај треба да има уште еден втор дел од ова, уште една ново издание за некои твои нови перспективи за децата и како можеме да им помогнеме за да се вратат кон читањето и кондицијата. Работиш опкружен со книги во литература
МК. Да. Таму те најдов, таму се запознавме. Каква е во последно време, дали забележуваш читањето, читателите? Има ли повеќе писатели отколку читатели? Кој доваѓа најчесто купува книги? Какви книги најмногу се купуваат? Нешто, дали можеш од тој твој сегмент од животот, или тоа ти е професија, да издвоиш едно аналитичко? Трендот на читање, да ти кажам тај искрено се зголеми, дали станува збор за помодарство или не, навистина не знам, но често пати гледам луѓето кога ќе си купат нова книга, знаат да се пофалат на социјалните медиуми, особено на стори. Нова книга, нови чувства. Зошто да не? Јас не сум против тоа, наместо да седнеме да си ги сликаме кафињата, храната или што и да, убаво е тоа, особено кога ние сме го зготвиле. Но ете, убав тренд доаѓа, убави времења, читаат секаква публика, од најмали до највозрасни, до пензионери, се чита различен тип литература. Можем да поделаме... Што најчесто бара да зависи читат? многу и од полот. Откако работам во книжарница, сватив дека мажите читаат еден тип литература, жените друг вид. Мажите генерално, особено младите, читаат популарна психологија. Можеби 80% од нив се мажи, 20% се жени, не е ни за поставување и процентот на жените. Меѓутоа, кога се работи за романси, тоа се 99% жени. Да, Многу малку мажи мажите мора читат психологија за да знаат како со жените да излезат на крај, а жените ништо не им треба повеќе освен романса, нека романтика. Можеби тоа е вистинската причина. Мажите читаат доста и автобиографии, што и жените читаат, и повозрасната публика мажи чита историја доста, а жените се генерално насочени кон романсите, трилерите, кон белетристика полесна. Полесно за читање. Да, предпоставам дека животот на жените е постресен, па некако после работа полесно им е да седнат дома, наместо да пуштат турска серија, да одморат со добра книга. Зошто да не? Се читаат ли оние километарски книги, да речеме, Војна и мир, како што бе Летивки од он, или барат нешто од 200-300 странички, нешто по... Се чита секаков тип литература и тоа се чита, меѓутоа луѓето бараат нешто, имам забележено една интересна работа, сега ќе ти ја раскажам. Кога доаѓаат, например, за подарок, ако им дадеш некоја потенка книгичка ваква, да речеме како мојата, има 160 страници, ќе рече дај ми нешто подебело за подарок ми е. Така што подебело, добро, јас ја нудам Војна и мир, еве во 4 тома Војна и мир. Не толку дебело. Не толку книги. Дали со ова делот, дали ова прва, втора, трета книга заедничка или? Имам забележено и тоа. Интересно е што луѓето не доаѓаат за содржината на книгата, барем дел од читателите доаѓаат за колку поголема книга, не толку голема, толку подобро за подарок, да не биде као сега, еве, подарувам. Нешто подебело. Има една добра реплика од филмот Професионалец, дебели се свињите, книгите се обемни. Значи не треба со таква атрибутизација кон книгите, меѓутоа обично така велиме ние и децата ме прашуваат, професорки колку странички има тие подебелките? Така што како да изгубија концентрација и кондиција да се задржат на речеме 800, 1000, 1500 странички. Мислам дека младинава денешна, што е моето искуство, тешко да ја натераш да го прочитате Толстој Војна и мир, како што сме ги читале ние во рамките на образованието. Да, обично сакаат поскратена верзија, но мене особено ме радува најмалата публика, децата од 3, 4, 5, 6 години, се најголемите читатели, меѓу најголемите читатели, доаѓаат заедно со родителите, се купуваат сликовници на големо и тоа ги знаат на памет. Дори некои доаѓаат и си прават буквално муабет со мене, ми ја раскажуваат книгата, ова беше вака, ова беше вака, сега сакам продолжението на ова, ги знаат и сликовниците, ги знаат и серијалите, и Сидора многу се чита, например, Академија за еднорози, тоа се веќе нели за поголеми деца, но се чита на големо. Значи има надеж. Не е така се изгубено некаде на интернетот. Има надеж и се надевам дека родителите ќе продолжат по тој пат, по патот на надежта и дека ќе се чита се повеќе.
Кои беа твоите инспирации во текот на твоето растење и созревање? Како се наклони кон тоа? Дали си гледал своите родители како читаат? Каде ти љубов кон книгата? Не само како автор, туку како човек кој ги сака книгите, живее со книгите. Мајка ми беше таа што ме воведе во светот на читањето. Таа ги имаше на времето, нели, се учело и руски јазик и руските класици ги имаме на оригинал дома. Во моје време ние немавме многу сликовници како што има во денешно време, но тие сликовници што ги имавме јас веќе буквално напамет ги научив од секоја вечер читање и секоја вечер раскажување приказни. Мене баба ми многу приказни ми раскажуваше и ден денеска ги памтам тие приказни. Така се роди љубовта кон самото слушање и читање приказни. Така што понатаму малку замре кај мене како пораснав во периодот на тинејџерството, сакав повеќе да се дружам, но после тој период повторно ми се врати љубовта кон книгата и од тогаш наваму јас сум редовен читател. Јас сум многу повеќе читател отколку писател. Имам напишано само една книга која се пишуваше со години се пишуваше книгата, немав намера да ја издадам, меѓутоа ете дојде време кога можеби дојде вистинското време за издавање како во печатено издание. Да, треба секогаш вистинско време да се седне да се пишува, затоа што тука не може комерцијално да одат работите. Забележуваш ли кај тебе колку повеќе читаш? Дека е поголема мокта да напишеш нешто или обратно? Секако, колку повеќе читаме, толку повеќе ги шириме видиците. Мене и самото читање понекогаш ми дава идеја да напишам нешто. Не само читањето, нашето обкружување, гледањето телевизија, се во животот може да биде инспирација. Меѓутоа, има делови, например, во книгите, кои што, особено да речеме, ќе прочиташ една реченица, две, ќе си ги обележиш, како што гледам дека ти си ги обележила. Ја чкртам, тоа сите ми замеруваат. Дури не исподчкртам, не сум жива, ама моја си ја. И јас сум таков, обележувам, порано ми се лутеа кога ќе позајмам на некој да ја прочита. Сега научив нова финта, сега ги сликам тие страници со маркерче од телефонот, ги обележувам деловите што ми се допаѓаат, ако и можеби во иднина мене може да ми бидат инспирација за нешто. Во моментов сакам да продолжам да пишувам за децата и веќе пишувам една книга, но за малку поголеми деца во однос на тинејџерството. Средношколци? 10 до кај 13-14 години тука некаде, па понатака веќе и за повозрастни, зошто да не и полнолетни, па и за возрастна публика. Па да, и за гимназијалци па ќе доаѓате кај нас во школа, нели, за да биде директно повторно ќе биде од едукативен карактер и нормално емпатијата кај мене не можам да избегам од тоа, секогаш пробејува низ моите раскази преку пораките што ги носи самата приказна. Каков би бил кон твоите деца? Каков татко? Другар, претежно со моите деца, би растел со нив и би созревал со нив како што созреваат и самите. Сакам да се вклучам целосно во нивното детство. Се понатаму ќе ми биде занемарливо. Значи, оно што го пишуваш, тоа ќе го практикуваш? Се надевам. Така е. Така ми е планирано. Добро, може би за крај едно прашање, од се оно што го читаш, можеш ли да издвоиш некој од, не е битно дали македонски или од светски автори, кои онака баш ти лежат и да има нешто што не си прочитал од нив? Имаш ли некој таков твој омилен? Омилени автори од живите или од неживите? Sejedno. Од руските, француските. Се шегувам. Ова ме е понекогаш најтешкото прашање кога некој ќе ме праша омилен автор, навистина се многу. Но веќе застанам јас зад мојата катедра, која што е македонска книжевност, македонски јазик и книжевност имам завршено, така што руските класици мене секогаш ми лежеле и од секогаш ми оставале. И ги препрочитуваш сега? Ги препрочитувам сега, пред некоја година ја препрочитав Ана Каренина и сватив дека јас во средно сум прочитал друга книга, не ова. Да, сосема поинаку се доживува. Да.
кога читаш во средно, па подоцна Мислев дека се работи само за љубовна приказна и толку. А всушност, имаш тука една реплика, сите срекни семејства личат едно на друго, секој ни срекна на свој начин, си го искористуваме така, тоа што ти останало трага од Ана Каренина на Толстој. Пишувањето е магија, кога ќе почнеш еднаш никако нели да завршиш, како и читањето, и тоа е што треба да ни остане на сите во етерот, и поривот на овој подкаст е всушност да се дружиме повеќе со автори, со писатели, за да може се шири низ етерот мирисот на книгата. Јас сакам да ти ја поздравам идејата. Нешто слично правев и јас, меѓутоа не беа подкасти, ги интервјуирав македонските автори, ги промовиравме по социјалните медиуми и така се дојде до идеја, можеби се роди идејата повеќе луѓе да пишуваат. Ние направивме една, како се викаше тоа, како писателска верига, каде што ќе можеме за одредено време, например, имаме 30 минути или 40, за тие 40 минути рандом теми и да можеме да напишеме на таа тематика нешто, да се ги извежбаме, да се ги извежбаме писателските вештини, и така се родија многу писатели кои што до ден денеска се веќе афирмирани, имаат издадено книги. А еве јас ке барам од вас да ми препорачате кој да биде следен гостин. Лектор, со на крај уште тоа да ве прашам за лекторството. Тој е голем занет и ја колку пати за себе ќе кажам дека ми е срам кога ќе видам колку грешам правописно, особено кога ќе се истрчам на Facebook па ќе направам грешки. Сметам дека секој училиште треба да има лектор. Мислам дека тоа лектор. Тоа ќе се воведе, барем така беше најавено, така прочитав дека во училиштата задолжително ќе има по еден лектор. Јас мојата книга токму поради таа причина имам страв да ја прочитам печатената верзија, да не си пронедам грешки во самата книга. И од време на време знам дека кога некој читател ќе ми даде некој коментар за некој расказ, тогаш ќе се вклучам да го прочитам тој расказ. Само, фала Богу, мислам дека се е во ред, сега за сега. И твој омилен расказ да дојде, да може да ми одвиш твој, барем онака што ти е нај-така покеив? Мојот омилен е самиот насловен по книгата "Нека играат децата". Тој расказ го пратив прв пат така јавно го објавив, кој што ми стоеја во фиока долго време. Го пратив на еден настан на еден конкурс и по неколку месеци се врати награда дека сум добил расказ за прво место, најдобар расказ, не знам како гласеше, веќе заборавив. Да, не го памтам. Ни беше драго што беше дел од мирисот на книгата, во очекување на повторно пишување, ќе бидеме во контакт. Вие понатаму останете на YouTube каналот страница МК, нека играат децата, бидете покрај децата, читате им колку повеќе можете приказни пред да заспиат, затоа што она што ќе го вложите во децата останува цел живот да го читате од нив.